Ново издание на емисијата Напладне. Добар ден и добре ни дојдовте. Денеска повторно имаме актуелна тема, ќе разговараме за случувањата на Блискиот Исток, секако и за туристите кои што се очекуваат за великденските празнувања кои што ни се наближуваат, за состојбата кај туристичките водичи, нивните проблеми и сето она што ја засега целата таа гранка од туризмот. Наш денешен гостин е Љупчо Јузмевски, долгогодишен туристички водич и добро познат на охридската јавност. Добар ден, добре ни дојдовте. Добар ден, добре ве најдов. Љупчо, неодамна се вративте од Дубај и сте сведок на сите случувања таму со проблемите кои што се на Блискиот Исток, па ќе ни пренесете каква е состојбата, онака искрено и најточно, затоа што гледаме дека има многу спекулации низ медиумите и веќе не знаеме што е вистина, што не. Каква е состојбата во Дубај? Искрено, и јас кога дури бев во Дубај и принудно, кога морав да се вратам веќе тука, гледав многу фейк ньюс. Не е таква состојба како што гледаме на некои од чат GPT, некои направени рилови, не знам што, како вести, што не е точно. Значи, гледав и таму, се чудам и ден денеска дека пише така. Но најмногу од се зачудивме кога од најмирно време, од најубави услови, дори и временски услови, полн со туристи Дубај, веќе на 28 февруар добивме алерт на мобилните телефони, ние сме нападнати. И тогаш почна малку узбуна, па тревога. Тревогата е поделија до портокалова тревога дојде, значи не понатаму. И веќе од 1 март почна да ги откажуват аранжманите туристички во Дубај. Дубај како еден од Емиратите, односно Абу Даби, Дубај, претежно тие два се шетат таму. Да, и што се случи во тој момент? Се јавили паника? Во почетокот немаше паника, се виде нешто на небото, нивниот одбранбен механизам ги пресретнува дроновите, што веројатно Иран ги имаше патено кон некои стратешки цели. Не беше нападнато домицилно население, не беше нападнат пазар, не беше нападнато негде туристички атракции кај што имат само туристи, туку некои специјално одбрани, да кажем, цели. И се створи не паника, туку еден набој, да кажем, на нелагодување на туристите, не знаеа прво што да прават, па се случуваат. Домицилните си ја превзеда раката во своји, сигурно си има ингеренции, па обезбедувањето на секој алерт што ќе добиевме на мобилните телефони, сака да не земат, да не однесат во подрумот на паркинзите, за да не сме близу до стакла или да не сме изложени на некои несакани ефекти или колатерална штета да сме. Така. Не се случи тоа, се случи нормално, имаше случаи вистински таму, за кои знаеме дека и самиот шеик Рашид се јави, му се јави за семејствата на тројца-четворица погинати од колатерална штета од падна дрон. Но исто така се јави да прекинат со ширење на лажни вести. Лажни вести гледаме дека има многу. Па вчера прочитав дека најмалку 20-30 души се затворени за ширење на фейк ньюс. И секој че за тоа. Да, значи веќе почнуваат и да казнуваат. Но за жал туристичката сезона таму се веќе се запре, аранжманите се прекина, започнаа да ги одложуваат и добро е тоа што тоа е веќе виша сила, аранжманите кои сега заради виша сила се прекинати, му ги одложија, уплатите им важат за од октомври, ноември натака на потенцијалните туристи кои би се вратиле во Дубај. И веднаш почна интересот за враќање во своите држави на туристите, да кажеме, интересот за купување карти за назад. Тука каква беше состојбата? Се створили хаос? Тука имаше еден голем хаос од многу индивидуални гости, ама и од организирани групи. Така да аеродромите во Абу Даби, Дубај беа презафатени, немаше таму веќе почна многу луѓе да спијат таму, да чекат да купат карта на шалтер. Добивавме известување, ние кои бевме преку туристички агенции, да не доаѓаме на аеродромот се додека не бидеме контактирани. И заради правење гужва, и заради потенцијално некои моменти на напад, што се случи на 7 март.
дали залутан дрон или намерно таргетиран, падна во близина на аеродромот во Дубај. Но се случи нешто друго. Се случи да гостите кои беа на крузерите во Арапскиот залив, во уште на 1 март ги евакуираа нивните туристички агенции. Значи не чекаа нивните држави да прават лет за евакуација, туку си ги зеда, си ги однесоа на тоа се пензионери од Британија, Германија, Скандинавија и ги однесоа на аеродром и тогаш картата на една карта, авионска карта до Европа беа порасно од 250, 300, 500 евра, зависи од која дестинација, до 5-6 илјади евра во еден правец. И тогаш се створи едно тесно грло, од секој крузер по 1000 души да земе, тоа се 5-6 илјади луѓе, за тоа требаат 20-30 авиони и почна секој втор лет да биде одобрен за туристичките агенции и веќе почна едно тесно грло, кој за 10 дена се среди. Но веќе за 10 дена порано па се испразна не цел Дубај, ама се испразна тие групи кои сака. Некои беа затекнати, на 1 март треба да си одат, не може да си одат. Шеикот Рашид кажа на секој еден ќе му биде платен смештајот до наредната можност да си лета дома. И си стоеше за зборот. Се гледавме снимки каде што се си функционира нормално, луѓе си шетаат, како ништо да не се случило. Па таму, например, во Дубај живеат 4 милиони жители, од кои само 20% се, ни 20% не се, ама околу толку се емирати, домицилно население. Сите други се резиденти. Плюс на сето тоа имат уште милион и пол до 2 милиони туристи на еден ден таму, што ги обслужуваат. Луѓето си шетат како ништо да не било. Точно. Ама секој си имате една доза на дали страф или припрема или штрек или било што, да си бидат да припремани да може да се засолнат. Значи работеа до известно време, работеа и Miracle Garden, и Бурдж Калифа, и плажите, например, кај што се одеше јавните плажи. Работеа и рестораните, и дискотеките, и фонтаната, се работеше. Само секој ден помалку и помалку посетители дојдеа. И да. Ево гледам вчера дека Miracle Garden е пуштен бесплатно, пред да го затворат. Имат колона на луѓе, околу 1000-2000 луѓе чекат само да влезат во Miracle Garden. Интересно е едно нешто да се види таму. Така, да. И ќе ја затворат заради тоа што веќе нема туристи. Ама сезоната ќе ја рестартират од септември. Да, сега во зависност од ситуацијата. За кажаните тури за периодов се е тоа откажано, така? Значи, откажано е од страна на Дубај, хотелите во Дубај. Односно им е одложен нивниот одмор. Не им е откажано дека ево сега виша сила и пропадна вашиот аранжман, платен Само аранжман. одложена. Ви го одложуваме во наредно време, односно септември, октомври, можам да речам посигурно ноември, зашто веќе и септември, октомври е многу жешко таму. Така. И сега видовме и дека цените се многу намалени и на аранжманите, и на хотелите, и во рестораните. Тоа е точно, така? Да, апсолутно точно. За колку проценти падна? Па повеќе од 60% паднаа цените. Значи сега може да си платите аранжман, да си летате слободно, индивидуално, зашто туристичките агенции не прават такви аранжмани сега. И да го доживеете Дубај како што е во моментов. Со температура 36-37 степени, топол, испарувачки воздух, со голем притисок и насекаде ефтини цени. Например, нешто ако коштало $100, сега коштат $30-40 може би поевтино. Ќе се осудат ли туристите некој да отиде сега? Па јас мислам Има дека ли храбри? Има храбри, зашо да не. Мислам дека тоа добро дојдено ќе им е на резидентите што стојат таму сега да си приуштат, да не мора да јадат во поевтини ресторани или да спремаат дома, сега може да се излезат на еден ручек или вечера во ресторани што нуди поевтина цена. Зашто таму имате кафе и за €0, имате и за €250 кафе да пиете само. Има цени за секој вкус и за секој што си го барат своето место каде би го пил кафето. Така, Љупчо, ќе допринесе ли ова кон отпуштање на
нивни локални туристички водичи, има штета врз економијата со оглед дека нели сезоната е пропадната, ќе треба време сега да се извлечат од сето ова. Но ќе има ли отпуштања на работници? Пошто и ние имаме многу луѓе кои што работат таму, нели? Па сега, нивната сезона трае секогаш дока јуни и јули. После тоа веќе бел човек таму не оди, премногу е жешко, со 43-45 степени е многу жешко. Тогаш тие имат појќе туристи од далечна Азија, од Африка, тие луѓе кои можат да издржат таа температурата. Што значи дека сезоната им е сега нив при крај. Нас овде сега ни почви, а таму им заврши. Што значи дека нема да има многу отпуштања, може би ќе биде, ајде да кажам, до септември месец, до не почне пак сезоната, со помалку работа. Мислите дека лесно ќе се извлечат? Знаат да работат, тоа е јасно. Знаат секоја чест. Се извлекоја и во војната, се извлекоја и во пандемијата, се извлекоја и најдоја и уште појаки испадна. Значи, можам да кажам дека нивниот систем на работа, мене како искусен туристички водич, многу ме бендиса тамо. Кој ќе го рече зборот е даен. Нема што тука стојат. Значи, на секој збор, ако треба нешто да се исполни, тие уште појаќе дават него што треба. Ке се излечат и уште појаќе ќе испаднат од ова. Научени се луѓето кои некогаш во песокта преживеале бедни, јадни и студени ноќи, ова за нив ке се извлечат и појаки ќе испаднат. И сега сакам да ве прашам и каков е Дубај за работа, за туристичките водичи? Дали е предизвик голем? Сега бевте 3 месеци, ако не се лажам таму. Што најмногу сакаат да гледаат луѓето, заради што Дубај е атрактивен за туристите? На почетокот, неколку години го работам Дубај, во зимскиот наш период, а таму и лето, така да. Не е тежок Дубај за да го научите, само што е огромен. Има многу... Не имат некоја историја како што имаме ние. Имат кратка историја, 60-70 години. Ние имаме историја. Ние на Балканот да седниме неколку водичи, почвиме ние во 7-миот век пред нашата ера. Таму пред 70 години. Значи, немат историја, ама зато имат иднина. Тие го има направено знаејќи дека прават многу футуристички атракции. Имат и природни атракции. Но знаат како да привлечат туристи. Една интересна тактика, јас малку ја гледав нивната, малку аналитички ја гледав нивната тактика и ми се допадна. По охридски речено, фрли рипче, фати крапче. Најубо тие го прават таму. Со истата тактика, сигурно ќе врати туризмот од септември-октомври. Нашите туристи, сиве светски туристи, гледам дека и многу и од светски дестинации и други држави, ги прават околу 10-15 работи во Дубај. За 4-5 дена, толку може да се види. Значи, во суштина Дубај, панорамска обиколка на Дубај, со посета на музеот на иднината, се оди во алеите, во дворот на Бин Рашид, што му е шеикот на Дубај, ама докај што е дозволено да се влези, не понатака. После тоа се оди на стариот сук, кај што и на крик или каналите, што ги копале во 70-тите заради трговијата со риби, со бисери, со корали, попатно и кинеската свила врвела од тука, па за да може да продолжи према Европа. Интересни градби, старите арапски градби, како во сликовниците, многу убави. Златниот пазар со најголема концентрација на 24 каратно на светот, Голден сук. Има неколку такви пазари. После тоа, тука им дававме на нашите туристи 1 сат време да можат да си дозволат да си купат некој златно ланче, убетчина, прстенчина, како било, зашто таму е вистина од многу голема конкуренција и златото поевтино. Сега кошташ околу $130 грам злато, 24 каратно, а овде кај нас негде малку под $200. Да. Потоа Бурдж Ал Араб, една чудесна зграда, хотел што се наоѓа на Џумеира плажата, па на островот што е направен како Палма, на тој што е готов, Џумеира Палм, до Атлантис
и до футуристичкиот Атлантис и сето тоа што е таму, па назад, и тоа е отприлика разгледот на Дубај со локален водич. Таму треба да имате локален водич. Ние имавме локален водич лиценциран, кој беше секој со нас, зашо подлегнувате на туристичка инспекција ако немате локален водич. А таму на тие објекти баш тука стојат инспекторите. Не дали ќе стоиме денес или утре, секогаш од сабајле од 9 сати до 21 на вечер. Тоа не е случај кај нас. Што не е случај кај нас. За жал. И после имавме некои, да кажем, екскурзии на Бурдж Калифата, Дубај мол, на неколку молови известни таму, вечера на фонтаната, па после тоа сафарито е на екстра добро сафари. Да пловиме по Дубај марината, околу Палмата, интересна пловидба. Да се качуваме на Бурдж Калифата горе, да се качуваат нашите туристи на рамката од Дубај, или да одат во Miracle Garden на цвеќињата, или до нив на пеперутките. Значи имаше многу такви атракции. Да, исполнете. Да, ма ова беше во глобала за еден класичен туризам. Так. Има и авантуризам, да може да си изнајмете и хеликоптер, да одат во најдлабокиот базен, да одат на банджи, да одат да се качат на 150 спрат, да користат балони за летање, или имаш и екстремни спортови со джетски, да се возат. Значи, тоа го остававме да биде индивидуално, да не е во склоп на туристички аранжмани и екскурзии кои ги продава нашата агенција. Да, сега од Дубај летаме Македонија, летаме Охрид. Охрид се подготвува за новата туристичка сезона, еве ни доаѓа пролета и великденските празнувања. Каква е ситуацијата? Мирна, стабилна, што прекрасна. Што ќе најавиме? Ќе имаме ли гости? Од каде ќе имаме гости? Ќе најавиме дека ќе имаме гости од Србија и од Грција. И нашите нормално локални. Ќе најавиме дека плажни ќе биде полн со туристи и локални, и мирно и убаво. И Великден прекрасно ќе си дочекаме дома. Значи позитивни најави имаме. Ќе бидеме исполнети. И од Црна Гора ги изумив. Ево, најавувам дека од Грција, Србија и Црна Гора и ние, домицилните, ќе си имаме прекрасен Великден. Тоа ќе бидат гости кои што ќе купат неколку дневни аранжмани. Нема се најмалку 3-4 дена, значи од Вели четврток до Великден. Саке да го осетат Великден во Охрид. Имаме ли странски туристи? Ево грците ќе дојдат тука. Добро, тоа се гости од регионот, да. Мислам на скандинавците, на пољаците, веќе имат овие што се од Германија. Тие се тука, кој ќе се погоди тогаш да го купил, да кажам, аранжманот за Македонија, ќе види како се чествуваат Великден во Охрид. Имат и странци, ама веќе почнуваат пољаците почнуваат од крајот на април. Така да ќе има оваа година, очекуваме да ни се вратат не големите оператори, туку тие поединечни агенции кои тука и таму ќе направат по некоја група на Балканот со повеќе дневен аранжман во Охрид. Зашто големите оператори гледаат на профит, а тие, да не ги именувам, тие сакаат да продајат кешови поевтино. Албанија му беше доминатата година поевтина, сега веќе не е. Сега е Македонија најевтина дестинација, па нека повела. Цените како се за овој Великден? Исти како лани, намалени, покачени? Па не се намалени, ама не се ни покачени. Со обзир дека сега со последните случаи дека имат цени покачени. Покачени, да. Аранжманите кои веќе се продаени немаат смисол сега да му ги покачиш на гостите. И остануват, хотелерите остануват со истата цена. Секоја чест. Како се движат, знаеме како се движат? Па зависи према звездици. Значи имат и од 35 евра ХБ, имат и до 80 евра ХБ, односно ноќевање и вечер, и доручек. Што избираат гостиве? Па највеќе се избира ХБ, односно вечерва и спиење утре доручек. Тоа е адекватно, зашто утре енда може да ручат, например, имаме еднодневна екскурзија на Свети Наум, ќе си ручат Свети Наум. Или попат сме до Скопје, ќе ручаме иде Маврово, или сме Битола, па ќе си ручаме во некоја винарија и така. Така. И сега која е понудата за Великден, што се ќе има во тие аранжмани, таа понуда за туристите? Класично, Охрид и околината, со ако идат од север, значи со разглед на Скопје,
Но ќе има и навечер пократко да трае турите, за да можат да одат и в црква, зашто претежно ќе се гостите православни и така да ќе им дозволиме малку и да се одморат и да можат ние водичите ќе им насочиме која им е најблиску црква, за да можат да одат и каде има служба, за да можат да одат да видат како е Великден во Охрид. Така, сега после Великден, 1 мај, тогаш мислам дека не сме толку многу исполнети или грешам? Веќе 1 мај почнуваат сезоната, она предсезона. Така. Што негде стандардно со исполнување на околу 40-50% на капацитетите и околу 10 јуни, нашата шпиц сезона, започнуваат натака. Каква ќе биде сезоната? Ќе биде ли подобра од претходната? Секоја година ова време истота сомнеш ни се јавуваат на нас во туризмот. И не треба воопшто да се сомневаме. И секоја година 10 јуни или 2 јули ние имаме цунами од гости. И на крајот ќе се справиме. Не треба воопшто да се грижиме. Охрид со своите капацитети ќе биде исполнет 90% ова година. Да, ама некако лани имавме транзитни гости многу. Дали ќе бидат повторно присутни? Па и транзитните гости ни се транзитни гости. Добро, оставаат пари, да, но сепак не закупуваат хотелско сместување, приватно сместување. Транзитните гости кои што спијат барем еден ноќ тука, не се транзитни гости, тие се посетители на Македонија. Со едно ноќевање. А веќе 2 ноќевања тие се гости. Имаме екскурзијанти. Тоа е, например, од Албанија, на еден ден од Сабајлето ќе дојдат преку Свети Наум, ќе го видат Свети Наум, Охрид ќе ручат и ќе си одат вечерта. Тоа не се луѓе што треба, мислам, туристи што треба да ги собериме во бројката на гости. Тоа не се ни транзитни гости. Тие се еднодневни посетители на Охрид, ништо друго. Значи да дефинираме, ќе биде иста како ланската или ќе биде подобра? Секоја година е подобра и оваа година ќе е подобра. Со најмалку 15% подобро од минатата. Тоа е убаво да се слушне. И така ќе биде. Да. Сега во последниот дел од нашиот разговор мораме да ги спомнеме и проблемите со кои што се соочуваат туристичките водичи. Лјупчо, вие имате долгогодишно искуство, кажав и во самата најава. Многу пати сме зборувале за проблемите. Да. Кои се, истите ли се уште и дали нешто се презема да се решат? Се превземаше до пред некоја година, па се прекина се превзема, сега со формирањето на новото Министерство за култура и туризам, чекаме ингеренциите да ги превземе Министерството за култура и туризам, за да имат една поголема инспекторска, да кажам, служба во Македонија. Овдека на локално ниво се нашите инспектори, кои не може да постигнат, колку и да се жалиме, во право се не може да постигнат да трчат и Свети Наум, да трчат и ваму, значи и тие не може да се на 2 места во едно време, така да треба да се појачат има на состаноци со министерот бевме ние и имавме и решение за ова, што преку едни меморандуми за соработка на Сдруженијето на водичи на Македонија и Министерството, ги направивме во неколку средби со нив, така да мислам дека треба да се изнајде едно решение и да се најде начин како да се спречат нелиценцираните водичи домашни или нелиценцираните странски водичи кои водат без користење на локален лиценциран водич. Исто тука се во проблем влегуваат и нашата дејност не е влезена во номенклатурата на дејности, така да не можам да отворам фирма со дејност туристички водич. Тука е проблемот. Како занаед стои, но не можеме да отвориме. Нешто блиску, за да можеме ние, како например книговодителите, еднош годишно да имаме еден семинар, за да можеме да си ја продолжиме лиценцата, со тоа што сме го посетиле тој семинар за дообука или нови работи да научиме. Тој што го посетува тој семинар, треба да му се обнови неговата лиценца за водење и тука ќе се класифицират и ќе се избришат или ќе се поништат тие легитимации кои се дадени на таксисти, полицајци, кенлери, рецепционери, дури и директори, доктори, писатели, не знам што таму. Тие нормално како хонорарно еден ден би излегле со лиценца, ама јас не можам еден ден да бидам полицаец, зашто тоа не е хонорарно, или доктор на еден ден, или кенлер, или не знам што.
Јас не можам да му земам нивната работа, тие може да ми земат мојата работа. Така да паѓат квалитетот на добри туристички водичи кои што ќе си имат и цена, ама за таа цена ќе си имат и квалитет. Да, значи нелојалната конкуренција е најголемив проблем и во вашата бранша. Нелојалната конкуренција ни прави да имаме квантитет, а квалитетот паѓат. Се намалува ли бројот на туристички водичи со оглед на еваквите состојби? Се намалува квалитетни водичи, ама на квантитет се зголемува, така да ево во последно веќе броиме над илјадници водичи кои само имат лиценца, а не се излезе на терен. Значи, не е само да имаш лиценца и да излезеш на терен. На терен треба да кажеш кој си, односно да кажеш на туристите што е ова околу нив. Така, значи решението е засилени инспекции. И казни. И ако треба, уште еднаш преполагање на испитот, нека имате на ревизија за тоа, изволте, повелете. Така да. Во една прилика и кажавте има водичи кои што ја извртуваат историјата на Тоа е веќе бедно и јадно да се слушат. Тоа е бедно и јадно да не ги повторувам. Зборуваат нешто што не постоело или не е точна, паушални работи. Да ги слушаш и да смееш и дали да плачеш. Сега има многу такви примери, ама во суштина е ем неточно, ем искривуваат историјата. Само да му се присвиѓаат на тој клиентот, налогодавец што ги платат. Знаејќи ги афинитетите на околните држави и апетитите нивни, не би требало да подлегне. Например, ние од Фелата не подлегнуваме, ама има некои за да се доберат до група, би подлегнале. Така, и за крај едно прашање, се живее ли добро, се заработува ли добро како туристички водич во Македонија? Па јас веќе 20 и нешто години сум туристички водич. Сум еден од доаените, можам да кажам, со лиценца, ветераните. Мислам, ова прашам за младите кои што ќе сакаат да се занимаваат со оваа дејност. Бидејќи има. Младите сега сакаат преку ноќ да станат богати. Значи, младите треба малку да го разберет повикот да бидеш водич, за да знае дека не можеш со кутлача денес многу пари и имам пари, туку со мало лајче цела година треба да сркаш. Тоа е да си водич и да имаш цела година работа. Дека за основните потреби во еден дом, јас сум задоволен. Ама дека да купам Порше не можам. Затоа идов Дубај, ќе заработам. Така. Ви благодарам многу на сите овие информации. Мислам дека имавме одличен разговор и ние пренесовте состојбата и од Дубај. Ви посакувам многу успех со туристите, со сезоната и пак ќе се видиме. Благодарам и вас. Ви благодарам и вам, драги гледачи, што бевте и денеска со нашата наплане. Се гледаме следната среда. Довидување.